Ке се кренат ли синдикатите на генерален штрајк? Ова е барем најавата од Конфедерацијата на слободни синдикати, која вчера била отстраната од состанокот на Економско-социјалниот совет. Вице-премиерот Битики и министерката Шахпаска се налутиле откако синдикатот побара од пресметката на минималната плата да се исклучи падот на бруто домашниот производ, бидејќи се работи за кризна година. Според синдикатот платата би надминала 16.000 денари, додека според владата би се зголемила за само 400 денари. Синдикатот обвинува и дека со намалувањето на глобите за неисплата на минималец, на газдите повеќе им се исплатувало да плаќаат казни отколку да дадат плата. КСС прашува зошто не се почитува членот 8 од законот со кој треба да се усогласат и колективните договори. Го прашавме дали членот 8 ќе го почитуваат како што го почитуваат членот 4 во делот на усогласувањето на законот за минимална плата. Ова е членот 8 од законот за минимална плата, кој што во изминативе 4 години не беше почитуван од власт. Го прашавме јавно вчера и министерката за труд и социјала Шакпанска и вице-премиерот Битики. Истите на дрзок начин не исклучија од седницата, ни го одзема зборот и не дадоа да разговараме врз основа на законот за минимална плата кој што вчера беше на дневен ред на седницата. Министерката Шахпаска без коментар за отстранувањето на синдикалците од КСС од вчерашната седница. Сепак кажа дека минималецот ќе се утврди врз основа на законските критериуми: 1/3 од порастот на просечната нето плата, 1/3 од порастот на трошоците за живот и 1/3 од порастот на БДП и никако поинаку. Секако дека ќе се заврши овој процес. Ние имавме вчера седница на Економско-социјалниот совет, меѓутоа веќе во следната недела, не знам дали вторник или среда ќе закажеме нова седница и секако ќе го испочитуваме законот и платата ќе биде усогласена. Почитувањето на работничките права, заштита на секое работно место, особено се приоритет на Министерството и на владата во услови на пандемија, кога грижата за секој работник е високо на агендата. Минималната плата во моментов изнесува 14.924 денари. Ставот на КСС е дека ниту еден работник не треба да прима минималец, туку повеќе, поради минат труд, работа во смени, прекувремено, за празници, и го повика трудовиот инспекторат поажурно да си ја врши работата и да ги казнува газдите кои вршат злоупотреби. Од Сојузот на синдикати на Македонија пак побараа минималната плата да не изнесува помалку од 16.976 денари или 60% од просечната, поради зголемените медицински трошоци од 6.000 денари поради изолација или лечење од COVID-19 по работник.